има некада, тоа е главното штаб. Се јавуваат архитектурата. Долу тоа е сега фино средено, прекрасно, можеш да гледаш архитектура од античка Сердика, ќе слезиш долу и ќе видиш. Но, уште поубав пример во правец на тоа што го зборуваше за развивање на бизнисот, и за сваќање на културното наследство. Им се појавува на улица веднаш зад собранието во строг центар на едно мало парче земја неизградено, им се појавуваат архитектонски остатоци од театарот, се сетите го имал антички театар, од театарот. Што правиме сега? Тоа е на улица, сега се вика Дандуков до Цум, од тука некаде позади. Ќе отидете, побарите го хотел Сердик. И се појавуваат такви работи. Што им вика државата? Кој е тој што сака тука да направи хотел? Она веќе има направено план. Има направено план што кажуваме не за година, две, него за 10 години има направено план. Па вика, кој тука ќе направи хотел, ќе добие дозвола за градва, единствено привилегија ќе биде, така, нашите гости да има кај да спијат, да ги носи тука, ама остатоците долу, што ќе се откријат, да ги инкорпорира во хотел. Паметен бизнисмен се нафаќа, долу се откриваат 3-4 реда од театарот се откриваат. Толку. Како едно мало делонче, место да седиме во оваа конференцијска сала, во подрумот се одржуваат такви митинзи. Хотелот се вика Сердика, со остатоци од античка Сердика, долу во подрумот, и 450 евра е легло денес. Отидете во Сердика, чисто само да видите, тука е близко во центарот на Софија. Државата ни лук јава, ни лук мирисава, и сите придобивки, сега за кој што тука сега зборувавме сите, Љубен посебно зборуваше за придобивките од вистинскиот третман на културното наследство. Ето во еден обичен пример, кај Бугарија не треба да одиме далеко. Немаме таков пример кај нас. Идеја ќе ви кажам сега примери кај што се уништени такви вредности. Едноставно поминати се, угрожените има поминато, нормално, не е ни пријавено, заради тоа што ако се пријави треба инвеститорот тоа да го финансира, и ни лук јав, ни лук мирисал. Затоа е неговото позитивен панел беше неговиот однос на нашите два. Сега ќе видиме Данчо Петров, директно доаѓа од фронтот, директно доаѓа од полето, од оперативната археолошка, значи Данчо председател на Сдруженијето на археолозите. Мислам дека ќе зборува за структурата организациона и за таквите проблеми. Малку поменувам таму,